34 години независност, доколку знаеме дека здравството е еден од темелите на државата, со кои проблеми во здравствениот систем вие како матични лекари се уште не се изборувате? Нема цврста рака, чести промени на министри за здравство, чести промени на директори во фонд. Знаете како они идат, сите им треба време да се прилагодат, разни советници кои што запишуваат нели во тефтерчиња, тие тефтерчиња после исчезнуваат заради тоа што иде друг советник. Мора да има национална стратегија која велиме, значи мора да постои ресор во Министерство за здравство кој што би бил во линк со факултетите. Значи, како ја гледам јас, нели, една визија која што ја имам и која што ја кажувам во континуитет. И со години за се што сум кажала, ние сме дошли до таа ситуација кога јас алармирав дека луѓе ќе дојдеме без специјалисти, ќе имаме празни болници. Значи, мора да постои за системски проблем, системско решение. Мора да има стратегија, затоа велам, не може сите дојди од Велес, запиши се на специјализација, остани во Скопје. Значи, тоа се трошат народни пари, тоа се пари на нашите осигуреници од цела Македонија. Ние не можеме да го оставиме дебар без подмладок, не можеме да оставиме внатрешноста, да речеме, ресен со само 3 доктори од до година. Значи, мора да има грижа за овие пациенти, за овој народ. И кога велите дека недостига државна стратегија, вие во континуитет споменувате исто така и за недостигот на медицински сестри. Со тој проблем се соочувавте и деновиве. Нас ни требаат обучени сестри кои што ќе ги знаат програмите, дали се на Касов, на Прима Медика, на Хелио, има многу, неколку програми, но овие се доминантни во нашите ординации, бидејќи фреквенцијата е огромна. Значи, едно е вие да знаете да аплицирате интрамускулна, интравенска, субкутана инекција, но административниот дел, правилниците на фондот, она што бара санитарна инспекција, она што сите други, тоа се огромен број на други работи кои што треба секоја сестра. Затоа предлогот ни е државата да направи една база на сестри и да има обуки. Тие сестри веќе кога ќе се пријават, веќе да се обучени за работа на тој софтвер. Сигурно не се основни познавања да имаат како функционира програмот, бидејќи верувајте, додека вие работите, телефонот не запира во примарната ординација. Значи, цело време имате барања, да ми е готов упутот или јас сум во аптека, те молам пушти ми ги одма лековите. Тие се возрастни луѓе или некои замолиле од комшиите, а во друго време, во истата секунда, значи, имате пациент кој што се гуши, плаче, тажење, има самоубиствени идеи, значи, мора во работно време ние не можеме да бидеме и на телефон достапни и да ги услужуваме пациенти.